Издание на утринската програма на јавниот сервис говориме за 6-та годишна конференција на Сдруженијето на преведувачи и толкувачи на Република Македонија. Гости утрово во студиото 3 на македонската телевизија се Огнена Николска, председател на Сдруженијето, заедно со нас и Ана Попова Манасиевска, подпредседател на Сдруженијето. Ви посакувам добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Благодарам што одговоривте на нашата покана. 6-та конференција е закажана за 17 ноември. Што точно ќе се случи? Да, оваа сабота, значи 17 ноември, ќе се одржи 6-та конференција, како што најавивте. Оваа година конференцијата е на тема судски превод. Имајќи предвид дека досега се одржаа 5 конференции, се обидувавме секоја година конференцијата да биде на различна тема. Оваа година, темата е судски превод. Значи се обидовме навистина да обезбедиме гости кои што се од интерес за судските преведувачи во Македонија, имајќи предвид дека вакви настани многу ретко се случуваат, па мислам дека на темата судски превод е и прв настан што се одржува воопшто во Република Македонија. Ќе имаме говорници од Министерството за правда, ќе имаме правник, ќе имаме судија, исто така имаме гости и од регионот, од Србија и од Република Словенија, кои што ќе зборуваат за состојбата таму, за нивните практики, а исто така имаме и гости од Институтот за македонски јазик, која што ќе зборува за пренесувањето на македонските имиња на латиница и од странски имиња на македонски јазик. И сметаме дека навистина овие теми се актуелни, се нешто со што судските преведувачи се соочуваат секојдневно кога преведуваат документи и дека посетата и присуството на оваа конференција навистина ќе им донесе многу нови информации и знаења кои што ќе може да ги користат во секојдневната работа. Така, ајде да проговориме малку и за минатите конференции. Ова е 6-та, што се беше презентирано во сите оние конференции кои што изминаа до сега. Ние се обидуваме секоја година да организираме интересна конференција. Минатата година таа беше посветена на јазикот и на потоа на неколку тематски блокови имаше, јазикот, потоа имаше работа различните видови на преводи, бидејќи со бегалците, па потоа какви се проекти ги имат на располагање преведувачите. Претходно имавме една меѓународна на која донесовме многу и во Охрица одржа, 2 дена траеше, многу интересни гости донесовме кои што зборуваа за некои работи кои кај нас уште не се дојдени во професијата на преведувањето и толкувањето. И интересни теми беа зачнати, потоа се зборуваше за претходните конференции исто така, не беа посветени во блокови, делумно на судскиот превод, делумно на формирањето на авторски договор, заштита на правата, затоа што ние како здружение сакаме да направиме повидлива професијата преведување и толкување, затоа што многу малку се размислува за неа во Македонија како за професија. И да може оние кои што се занимаваат со таа дејност да имаат негде форум каде што ќе може да ги изнесуваат своите проблеми, да бараат решенија за нив. Исто така настапуваме и пред органите кои што се задолжени за регулирање на работите во општеството. И меѓу другото и работиме на професионален развој на нашите членови. И во рамките на тој професионален развој, сите овие конференции што ги држиме обезбедуваат одредена поглед во на што се случува, што е проблематично и наоѓање на решенија. Покрај конференциите ние работиме заедно со Европската унија врз организирањето на наградата за најдобар млад преведувач, како партнери со нив, која што е многу интересна награда, затоа што се работи за превод за млади преведувачи кои се пробаат во таа професија. И се работи за конкурс на кој што учествуваат млади, кои што преведуваат книжевни дела од сите јазици на Европската унија, на сите јазици што се официјални јазици на Европската унија, на сите јазици што се зборуваат во Република Македонија. Покрај тоа организираме и работилници на кои што ние самите разгледуваме можности за решавање на одредени проблеми или овозможуваме стручњаци од различни области да им помогнат на колегите за да можат професионално да се развиваат и да добиваат нови информации во однос на потребите, бидејќи денеска кај нас не може да се специализирате како на запад и да бидете преведувач, да речеме, од правото или од економијата. Туку работите се, или само преведувач или само толкувач, туку ние понекогаш работиме се и нам не е потребна тој еден професионален развој. А меѓу другото,
И еден од проблемите кои што постојано го истакнуваме е вреднувањето на трудот на преведувачот, бидејќи кај нас многу често се размислува за преведувањето и толкувањето како аз знае странски јазик и нема проблем, тој ќе се снајде. И него гледаат како целината на процесот и колку тоа бара посветеност и информираност од преведувачот и од толкувачот за да може квалитетно да ја изврши. И се застапуваме и за квалитетот на преводот да се цени, бидејќи многу често тоа не излегува на површина како битен елемент, нели, најмногу се зборува за цената. И сега нема да дадеме, ќе дадеме некоја цена и го третираат преводот на тендерите како стока, нели? Цената е единствениот критериум, квалитетот не влегува, а ние работиме и на развивање на стандард кој што ќе ги овозможи да луѓето да го сватат целиот процес, бидејќи преведувањето не е само ќе земете една книга или еден текст и ќе го пренесете на друг јазик, тој подразбира и одговорноста, подразбира и цел еден процес на истражување, на учење. Ние сме преведувачите и толкувачите, јас велам сваштари, од се мора да имаме некое сознание и разбирање за да можеме соодветно да си вршиме својата работа. И еднаш за секојаш и се трудиме еднаш за секојаш да ставиме на знаење дека квалитетот е битна работа. Земете го книжевниот превод. Кај нас книжевниот превод е едно поле на кое што многу малку критика има, бидејќи нема сите места и форуми каде што можеше таа критика да се пласира, да се информираат луѓето, ги тргна. Ние културни списанија имаме многу малку, имаме само 2-3 и во кои што не се развива критика. И работиме на тоа исто така да се развие еден критичен однос кон таа професија како што имаме критичен однос и кон многу други професии. Да, јас само сакав да дополнам еден од видовите превод, секако да се навратам и на конференцијата која што е сега актуелна, е судскиот превод. Имено за судскиот превод многу малку се зборува, иако секој од нас се нашол во ситуација да треба да преведе документ кога оди некаде во странство или кога му треба документ издаден од странство за потребите во Македонија. И сметам дека всушност судскиот превод задири во човековите права, значи секој лице кое што ќе се најде во судница, а не го зборува македонскиот јазик како мајчин, треба да добие право и можност да се изрази на својот мајчин јазик. И реално многу малку се едуцираат нашите колеги преведувачи за оваа дејност и сметаме дека ова ќе биде само почеток на еден од серија настани кои што планираме да ги организираме во оваа област, во соработка со судовите, секако во соработка со Министерството за правда и во соработка со другите релевантни органи кои што го регулираат овој дел од професијата. Затоа што на ова поле има сериозни проблеми. Не само за тоа што да се стане судски преведувач се полага испит и со тоа обврската на општеството завршува. Колегите потоа треба сами да си обезбедат со доволно знаење да може да ја вршат таа работа. А во нашите истражувања и во она што го гледаме нема воспоставено систем според кој ќе се знае во судница. Судијата да знае, сите учесници во процесот да го знаат улогата и начинот на кој што работат кога се работи со преведувач. И ние сакаме тоа да го поместиме малку за да се и судовите да имаат јасна представа и протокол. Ние немаме протокол, не се знае каде стои преведувачот, кога интервенира, кому му се обраќа. Значи, тие се работи кои што вака навидум не се чинат, може би не многу битни. Арно, ама кој ќе се најдете во улога или на обвинет, или на осомничен, или како се најдете во улога уште пострашно на преведувачот, не знаете како да се однесувате. И кога разговарате со институциите, има многу малку волја да се придвижат работите, затоа што сегде на светот има протокол, има начин на работа, процедура како се работи со преведувач, а нам ни се случува се повеќе и повеќе да треба да имаме таков еден систем на работа за секој да си ја знае својата улога, а во устните преводи одговорноста е огромна и мора да се има правила. Ние сега едно од темите е и како да се пренесуваат имињата. Таму имаме ние неусогласени ставови и често се остава на институцијата која потоа ќе прашате од каде ви е вам
тоа правило па не знам, ни го дадоа, ни го пишаа пред 10 години го добивме од некаде. Значи да има појасна, да се знае кој што и каде, како треба да ги прави работите за преведувачот, да не мора да истражува или пак да не мора да му го враќа документот затоа што според нивната институција вака треба да биде. А според друга институција поинаку. Да се направи, систематизира и униформира сето. Јас би сакала уште еднаш да се заблагодарам на институциите кои што решија да ни излезат во пресред и да помогнат во спроведувањето на оваа конференција. Како што реков, тука е Министерството за правда, тука е Основен суд Скопје 1, од каде што ја имаме судиката Ристова која што ќе присуствува. Потоа Институтот за македонски јазик секако, меѓутоа заинтересирани сме и за продлабочување на оваа соработка, да речеме со управата за матична евиденција, за водење на матични книги, бидејќи и нивната работа директно задира во работата на судскиот преведувач и започнавме, како што реков, соработка со Основен суд Скопје 1, остваривме средба со председателот на судот, судијата Џолев, и сметаме дека и понатаму ќе ја продолжиме оваа соработка. Видовме дека има интерес и сега меѓу сите овие актуелни настани што се случуваат, треба нели и оваа тема да си го заземе своето место во општеството, како што интерес има, ама треба некој да ги подтурнува работите. Сега ние си ја превземавме улогата да ги подтурнуваме работите, затоа што ние сме оние кои што конечно мора да се снаоѓаат во целата таа ситуација. Спремност има од сите страни за соработка и за придвижување на нештата. Се надеваме дека со текот на времето од таа спремност и од нашето туркање дека ќе произлезе нешто по-конкретно и по-систематизирано и полесно да им биде на преведувачите и толкувачите. Денеска поводот беше за гостувањето беше 6-та конференција, ќе повторам уште еднаш закажана за 17 ноември. Ова нека биде прва од многуте гостувања, има многу што да се говори, нашнавте неколку теми, како медиум од нас ја имате целосната подршка. Ви благодарам. Благодарам уште еднаш за одвоеното време на разговорот, ние тука некаде треба и да го одјавиме ова денешно издание на